Почитувани гости, членови на ВМРО ДПМН, драги пријатели. Ви благодарам што не удостоивте со вашето присуство на овој наш свечен ден, 23 октомври, кога прославуваме 124 години од формирањето на ВМРО. ВМРО во својата историја го надживеа султанатот, ги надживеа балканските и светските војни, го надживеа комунизмот. ВМРО ќе го надживее секој предизвик, затоа што има неизмерна сила да се регенерира и повторно да ја преземе одговорноста за Македонија. Како што кажал еден великан, делумна слобода не е слобода. Идеалот на ВМРО е идеалот за слобода и правда. Токму овие идеали ВМРО ДПМН ги напушти во изминатите години. Во државата и во партијата беше гушена слободата и беа правени големи неправди. Токму затоа на овие локални избори, граѓаните, членовите и симпатизерите на ВМРО ДПМН го казнија тој начин на владење. Политичарите треба да излечат поука во иднина дека секој еден кој ќе се обиде да го узурпира најсветлото нешто, а тоа е слободата на човекот и правото на просперитетен живот, ќе биде жестоко казнет и отфрлен. ВМРО ДПМН со изградба на Белиот дворец го напушти идентитетот од Народна партија и премина во елитистичка партија, што исто беше причина за голема разошареност кај нашите членови и симпатизери, и затоа од тука најавуваме дека по реформите ќе го напуштиме елитизмот и ешалоните во партија и таа зграда повеќе нема да биде седиште на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН исто така треба јасно да се дистанцира од криминалот и корупцијата и јасно укажуваме дека партијата нема да штити или поддржува криминал и корупција. Ќе поддржиме формирање на ново трајно специјално јавно обвинителство за борба против корупцијата на сите политички елити во Република Македонија. Овие пораки и поуки важат и за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На почетокот на нивното владење може да се забележи дека некои практики продолжуваат, да не живеат во триумфализмот на победата, затоа што толеранцијата на народот е на друго ниво и доколку не направат сериозни реформи во начинот на владење, жестоко ќе бидат казнети на следните избори. ВМРО ДПМН по реформите ќе промовира нови политики кои ќе бидат храбри и напредни и ќе го заменат сегашниот нефункционален државен систем со една нова и подобрена верзија на Република Македонија. Да изградиме систем во кој правдата и правичноста ќе бидат безкомпромисни, а правосудниот систем целосно функционален. Држава во која здравјето на луѓето ќе биде врвен приоритет, во која ќе има услови за секој индивидуалец да го реализира целиот свој потенцијал и во која мотор на економијата ќе биде предприемаштвото со целата негова слобода. Да направиме помирување во општеството и да почнеме да разговараме меѓу себе. Како да се помогнеме, а не да се гледаме како непријатели. Да отвориме диалог помеѓу сите политички партии и општествени чинители за да ги реализираме сите реформи без предрасуди и егоизам. Со ова ќе дадеме силен импулс кон интеграцијата во евроатлантско семејство каде што припаѓаме, затоа што нашата иднина нема друга алтернатива. Предуслов за ова да се случи е одржување на демократски и слободен конгрес на кој членовите ќе го изберат својот нов лидер.
Ние имаме план и во верувам дека реформите ќе победат. Затоа е дојдено време за промени. Промените се во интерес на сите во Македонија. На Македонија и треба реформирано ВМРО ДПМН. Да се обединиме сите и да организираме слободен конгрес за изборот на нов лидер и на следните избори, да ја вратиме довербата на граѓаните и да извојуваме голема победа на ВМРО ДПМН. Победа која ќе го обедини народот на патот на прогресот и развојот на нашата татковина Македонија. Да ви е честит празникот, да живее Македонија!